председателка на комисијата. Во текот на денешно излагање од страна на докторот, односно на поранешниот директор, видовме дека има едно несогласување на исказите од поранешните министри и неговиот исказ. И јас сакам да верувам дека тој што тоа го говори денеска, дека е така, затоа што се повика дека дал писмено известување до Министерството за здравство. Значи, министрите кои беа претходно на оваа комисија на сослушување, односно на давање на искази, очигледно дека ја лажеле комисијата. И мислам дека тоа треба да биде земено како констатација, посебно во делот на като системот за кој што и самиот министер сегашен актуелен кажуваше дека го заклучиле во некоја болничка соба, а се прави анализа каде и кога ќе биде пуштен повторно во употреба. Понатаму, очигледно е дека се имаат случувано одредени пропусти во текот на работењето на директорот. Меѓутоа, јас тука би сакал да констатирам дека е без тендерска постапка, значи без тендерска постапка по налог на министерот Венко Филипче се давани лекови на реверс. И тука станува пред се збор за веледрогеријата Пановски, нешто што мислам дека е спротивно на законот. Понатаму видовме дека годишно се зголемувале количините на лекови и тоа би требало да значи дека секоја година има се повеќе на болни. Или можеби нешто друго е во прашање. Меѓутоа, тука ќе застанам, нема да продолжам. Факт е дека набавките се правени претежно од Промедика и од Пановски. Сега тука имам само едно прашање до почитуваниот поранешен директор на клиниката. Па би сакал да го прашам дали вие, почитуван поранешен директор, го советувавте министерот Венко Филипче или било кој од другите министри, бидејќи колку јас што разбрав сте биле директор во мандат на тројца министри, дали ги советувавте да со оглед на тоа што има зголемување на количините на лекови, да преговараат директно со производителите, затоа што таков случај имавме во ковид, ако се сеќавате, за вакцините, кога директно преговараа со производителите, со што би се добиле посоодветни цени од постоечките. Ви благодарам.